последно време зачестија злоупотребите на телефонските броеви за донации за лекување во странство. Граѓаните веќе ја губа довербата. На многу работи човек не е сигурен дали стварно ги дава парите на право место или не ги дава. Тоа е најважно, али драго би било додат парите кај што треба додат. Стварно има деца што им треба стварно голема помош. За броевите за донации да ве прашам, донирате ли некогаш? Не. Зошто? Па не знам. Се плашите од злоупотреби? Па да. Да. Иако го вршат тоа, на душа нека им е. Директорот на фондацијата Срце од срце, Чази Масотич, е револтиран. Тој смета дека смислено се врши злоупотреба на донациите. Сметам дека таквите дејствија се по мене и криминални. Сметам дека е жалосно и поразително, бидејќи народот веќе ќе изгуби верба, ќе го изгуби она човечното, ќе го изгуби она хуманото во себе, за да им помага, како што до сега тоа и го правеле, многу ревносно. Пред неколку месеци родители го злоупотребија бројот на донација на нивното дете кое веќе било оперирано во странство, но никој не понесе одговорност. На социјалните мрежи врие од вакви случаи и коментари од луѓе кои се згрозени од новиот вид на измама. Последниот, случајот со малата Сара, ја прели чашата. Овој пат парите се пренасочуваат за изградба на црквата Свети Константин и Елена. На таблата на овој верски објект, кој што во моментот е во изградба, јасно стои дека инвеститор е Фондација Свети Константин. Иако МПЦ вчера се изјасни дека нема намера да собира пари од граѓаните, особено не злоупотребени пари. Па во овој случај од црквата. Јас сум убеден во тоа дека црквата направила, да речеме, под наводници грешка, што не може да се случи до операторите. Тие наивистина ревностно си работат работата. Сметам зошто? Заради тоа што начинот на кој они собираат средства е неморален, неетичен. Значи не може црквата на овој начин со донацијски броеви да собира средства. Се знае, ние сме верници, доколку сакаме, идеме секако ќе да донираме. Мобилниот оператор се правда дека нема ништо спорно што бројот на донациите на Сара е пренасочен за изградба на црква. Собирањето пари за хумани цели е најлесниот начин да се дојде до заработувачка. Кој и зошто ги злоупотребува парите на болните? Со ова прашање треба да се позанимаваат институциите задолжени за редот на државата, но тие досега сериозно не се позанимавале со оваа проблематика.